Почитувана колешки, имавте коректен говор, меѓутоа многу некоректна реплика кон претходната говорничка, односно колешка, и јас се надевам дека ќе ми реплицирате со аргументи, затоа што јас ќе реплицирам сега со аргументи, а не со оние тези кои што ги користи Социјалдемократскиот сојуз, бидејќи срамно и не личи да се читаат кога имаме буџет за 2023 година. Јас себе уште на почетокот ќе ви кажам дека разгледуваме еден буџет кој што не мора човек многу да разбира од финансии, меѓутоа само што ќе го погледне, самиот буџет кажува дека до година ќе имаме едно драстично зголемување на каматите и трошоците, што само за неколку години на своја кожа ќе го почувствуваат стопанствениците, ќе го почувствува стопанството и за жал ќе следува уште поголемо банкротирање на компании во нашата држава. Се работи за историски најголем буџет на државата од 5,3 милиарди евра, кој што ви тврдам дека буџет ќе остане да постои само на хартија, а кога ќе стигне ребалансот на буџетот ќе видиме што всушност бил реалниот буџет за 2023 година. Или пак периодов ќе се раководиме од тоа дека хартијата трпи се, а оваа влада во изминативе 5 години покажа дека не знае да работи или не интересира работа, па гледаме дека и во овој буџет за 2023 година ќе продолжат тендерите во 4 очи, кои што никако да запрат 5 години. Имаме историски највисока инфлација во државата од 20%, највисок јавен долг, цените на прехранбените производи од ден во ден одат во вис, струјата се поскапува на секои 6 месеци, гледаме дека владата, односно луѓето задолжени за енергетика, не припремаат за ново поскапување на струјата, на електричната енергија од почетокот на наредната година, односно од 1 јануари. Или мора да се признаеме дека ние сме држава во која голем дел од и ова е реалноста која што вие треба да ја видите, а не ова што и кажувате на колешката, дека голем дел од домаќинствата, за жал, во нашата држава може да си дозволат само еден оброк дневно, кое што е поразително за нас како држава. Ние сме држава во која граѓаните и државата се злоупотребуваат од страна на премиерот и на премиерот во сенка, држава во која што се создава единствено бизнис клима за премиерот, неговата фамилија и фамилијата на тој што е во сенка. Ова е буџет со највисок дефицит од 4,6% или 700 милиони евра, кој за жал ќе донесе голем јавен долг од 64,4%. За жал се доведува во прашање фискалната одржливост, односно во прашање е дали државата ќе може да ги плаќа своите обврски. Но ова очекувам да реплицирам.